Со повеќе активности, викендов беше одбележана 82 годишнината од загинувањето на народниот херој Христијан Тодоровски Карпош. Делегации на Сојузот на борци од Куманово, Армијата на Македонија, Сдруженијето на пензионери, политички партии и граѓани положија цвеќе пред бистата на Карпош во дворот на куќата музеј, пошто следуваа пригоден говор за ликот и делото на учесникот во НОП и рецитали од ученици во Средното општинско училиште Перо Наков под менторство на професорот по македонски јазик Фростина Милошевска и членови на поетскиот клуб Обденица. Куќата музеј за прв пат е отворена во 1979 година. Во текот на 2019 и 2020 година е реновирана, а музејската поставка е обновена со значајни историски експонати. Христијан Тодоровски Карпош е роден во Куманово во 1921 година, а загинал на 7 февруари 1944 година во Прешевското село Билјача. Прогласен бил за народен херој на Југославија во 1945 година. Името кое со децении е запишано во нашата историја, како символ на храброст и љубов кон татковината. Неговото дело не е само минато, туку постоен потсетник дека слободата не се подарува, таа се освојува со вера, со решителност и со срце полно со идеали. Денеска обележуваме 82 години од смртта на нашиот народен херој Христијан Тодоровски Карпош. Првоборец на Козјачкиот партизански одред, командант на баталјонот Јордан Николов Орце и лидер на многу значајни битки. Загинува на денешен ден 1944 година во селото Билјача, Прешевско. Втората светска војна. Пред све, за да ја разбереме големината на Христијан Тодоровски Карпош, мора да се вратиме во времето кога тој живееше во мрачните денови пред Втората светска војна. Во тоа време Македонија била окупирана од туѓинци и сакале да ја уништат нејзината свест и идентитет. Времето после Првата и Втората светска војна представува еден од најтешките периоди во историјата на македонскиот народ. Нашиот народ бил под притисок, лишен од основни права, од јазикот, културата и националното достоинство. Токму тогаш од тие неправди и маки се родила нова сила, нова идеја за народно-ослободително движење, во кој активно земали учесници многу борци, подготвено да го дадат живот за слободна Македонија. Во тие редови се најде еден млад човек од Куманово, Христијан Тодоровски Карпош. Човек кој уште од младоста разбрал дека вистинскиот пат е пат кон слободата и правдината. Христијан Тодоровски Карпош е роден во Куманово во 1921 година. Детството му било скромно во време на сиромаштија и тешки услови. Македонија во тоа време била под кралството на СХС, а подоцна проименувано во кралство на Југославија. Уште од ученички денови тој бил познат по својата љубопитност, честност и бунтовна природа. Преку книгите и разговорите со напредните млади луѓе тој сватил дека светот може да биде поинаков, поправеден и дека младите треба да ја преземат одговорноста за да го променат самото општество. По ослободување на Македонија, Христијан Тодоровски Карпош бил прогласен за народен херој на Македонија, а неговото име останало да живее во многу улици, училишта, државни институции. Но најважно останало да живее во срцата и колективната меморија на македонскиот народ. Тој не бил само војник, тој бил визионер, идеалист, личност кој го символизира духот на младоста и подготвеноста да се жртвува за повисоки цели. Денес, кога живееме во живот без оружје, но со нови предизвици, морални, општествени, културни, треба да се подсетиме на луѓето како Карпош. Нивните животи ни покажуваат дека секое време бара своји херои и дека треба да си ја чуваме татковината и слободата која е стекната со многу крв и млади жртви низ историјата. Во спомен на партизанскиот командант, Сдруженијето на армиски и полициски ветерани од активен и резервен состав на Куманово традиционално организираше Карпошова вечер во просториите на клубот. Присутните на настанот имаа можност да проследа документарен филм за ликот и делото на народниот херој со евоцирање на славната македонска историја и неговата улога во партизанското револуционерно движење, соопштија од Сдруженијето. Патронен празник на 7 февруари одбележа и основното училиште Христијан Тодоровски Карпош.
Министерството за внатрешни работи соопшти дека утрово во 4 часот и 15 минути на автопатот Пријателство во правецот Скопје кон Куманово, полициски службеници од полициската станица за граничен надзор Сопот лишиле од слобода 40 годишен кумановец. Според МВР, при вршење на мотопатролна дејност, полициските службеници запреле патничко возило Fiat Bravo со кумановски регистарски ознаки, кое тој го управувал и бил извршен преглед во возилото, при што било констатирано дека превезувал 4 лица мигранти, 2 од Непал и по 1 од Индија и Пакистан. Возачот е задржан во полициска станица, а мигрантите се префрлени во транзитниот центар Табановце и по целосно документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава. Започна реконструкција на делот улицата Шестутини кај Кумановска бања во село Проевце. Според објавата на градоначалникот Максим Димитриевски, станува збор за обнова на улицата од делот од мостот на реката Кумановка до паркингот на поранешен хотел Куба. Во работната фаза се изведуваат активности кои опфаќаат машински ископ, дренажа и поставување на бетонски рапници, а следува и асфалтирање на трасата. Работните активности се реализираат со финансиска поддршка од владата, средства обезбедени од вториот јавен повик за поддршка на инфраструктурни проекти, објави Димитриевски. На 450 интервенции реализирала територијалната противпожарна единица Куманово во текот на 2025 година. Заменик командирот Борис Станковски информира дека во најголемиот дел од случаите станувало збор за пожари на отворен простор. По потреба пожарната интервенира и во соседните општини Липково и Старо Нагоричане. Територијалната противпожарна единица во текот на 2025 година имаше вкупно 665 интервенции, од кои најголем дел беа на отворен простор, околу 370 интервенции имавме на отворен простор, на сообраќајни средства имавме 25 и на објекти имавме 104 интервенции. На овие бројки додаваме и технички интервенции кои изнесуваат вкупно 41 техничка интервенција. Најголема работа имавме во текот на месецот јули, каде што имавме вкупно 140 интервенции само во тој месец, од кои најголем број стрништа и на отворен простор. Имаше 2 или 3 пожари кои траеа 2 или 3 дена, тоа е во селото Белјаковце, имавме таков голем пожар, кој поради лошото време, односно имаше многу ветер, кој ветерот ни отежнуваше работата, и со тоа и дополнително повеќе денови траеше пожарот. На тие пожари бевме со сите наши капацитети, имавме исто така и на тој пожар соработка и со другите општини, општина Старо Нагоричане, општина Ранковце, и пожарот после неколку дена беше успешно завршен. Во летните периоди, значи месецот јуни, јули, август, најголем дел се пожари на стрништа, кои зафаќаат многу голема површина, со тоа ја оштетуваат и природата, и на нас ни прават дополнителни проблеми, дополнителна работа, каде што на некои пожари не можеме да покриеме со една екипа и со едно возило, па упатуваме дополнително луѓе и дополнителни возила. Меѓутоа, сите пожари се успешно завршени во 2025 година, без некои поголеми последици по нашите возила и по нашите луѓе, така да 2025 се оценува како добра и успешна година, иако, само уште ова да кажам, имаме за околу 120 пожари повеќе од 2024 година. Општина Липково нема своја пожарна единица, секој пожар кој ќе се случи таму или интервенција оди нашата екипа, а што се однесува до Старо Нагоричане, кога ќе се случи таму пожар, прво одат тие, а доколку ги треба помош, бараат, не повикуваат нас и ние одиме исто и во општина Старо Нагоричане. Добивме 3 возила, донација од Република Австрија, од покраината Тирол, и се надеваме дека и оваа година, 2026, ќе продолжи соработката и ќе добиеме уште возила и уште опрема. Ќе испратиме неколку наши луѓе на обука во Република Австрија и со тоа ќе ги зајакнеме нашите капацитети.
Секторот за внатрешни работи Куманово соопшти дека изминатиот викенд бил приведен 19 годишен кумановец, а неговото возило одземено, бидејќи полицијата констатирала дека го управувал автомобилот Opel без возачка дозвола. Во одделен случај приведен бил 25 годишен скопјенец, чиешто возило Рено исто така привремено било одземено. Според полицијата, тој го управува возилото иако имал мерка забрана за управување со моторно возило од Б категорија. По целосно документирање на случаите ќе бидат поднесени соодветни пријави. Најавени се планирани прекини на снабдување со електрична енергија во среда неделава на неколку улици во Куманово, информираат од регионалниот центар за управување со кризи врз основа на податоци добиени од ЕВН Скопје. Како што пишува во дневниот билтен, на 11 февруари годинава во периодот од 8 часот и 30 минути до 14 часот без електрична енергија ќе останат корисниците на улиците Никола Карев, Живко Чало, Магдалена Антова и Моша Пијаде, а прекини ќе има и во населбата Доброшане. Во периодот од 2 февруари до 8 февруари годинава од страна на системот Безбеден град на подрачјата на градовите и коридорите каде се поставени камери, регистрирани се вкупно 4991 прекршок, од кои 641 мерка за сторен прекршок од страна на возачи кои управувале возило со странски регистарски ознаки. Од вкупниот број на регистрирани прекршоци, најголемиот број се за управување на возило со брзина поголема од дозволената 4674, потоа за минување на црвено светло и за управување со возило со измината важност на сообраќајната дозвола. Исто така изречени се вкупно 288 мерки забрана за управување со возило, од кои 163 се за минување на црвено светло, а 125 се за брзо возење. Во рамки на предвиденото дозволено отстапување во брзината на движење, толерирани се 22.434 возила. Околу 11.000 административни службеници од март годинава па се до 2028 година ќе добиваат зголемување на платите од 8% годишно, дополнето со законско усогласување со растот на минималната плата. Првото зголемување ќе се примени со мартовската плата, а договорената динамика ќе важи до 2028 година, доколку не дојде до ново поинакво усогласување. Сојузот на синдикатите на Македонија утре во 9 часот ќе ја започне блокадата на собранието, чија цел е зголемување на минималната плата на 600 евра и на останатите плати за околу 6000 денари. Од ССМ најавија дека ќе бидат блокирани улиците 11 октомври и Даме Груев пред зградата на собранието, како и дека ќе биде овозможено непречено движење на возилата на итната медицинска помош, противпожарната бригада и на полицијата.